Почитувани гледачи, го следите новото информативно издание на вестите на Канал 8. Управата за јавни приходи ќе го контролира финансиското работење на физичките и правните лица на предстојната манифестација Денови на Кочанскиот Орис. По тој повод, портпаролката Маре Данкова одржа пресконференција во одделението на Управата за јавни приходи во Кочани. Во одделението на Управата за јавни приходи во Кочани се одржа пресконференција во пресред на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис, при што беше упатен апел до правните и физичките лица кои планираат да учествуваат со поставување на штандови, да се пријават за извршување трговска и заедничка дејност. Фискалните каси и налепницата задолжително побарај фискална сметка треба да бидат истакнати на бараката, а неопходно и физичките лица да пополнат барање за паушално плаќање на данокот на личен доход од времен карактер. Имено правните лица кои би учествувале на ова манифестација имат обврска да користат одобрен фискален систем на опрема, односно да имат фискални уреди и да издават фискални сметки. Значи даночните обврзници, правните лица, нивната обврска е да издават фискални сметки, да имат налепница за граѓанинот да знае дека има обврска и тој да си побара фискална сметка. Евидентирањето на прометот од фискалните каси имат обврска наредните денови да го уплатат. На овие манифестации покрај правните лица знаеме дека учествуваат и физички лица кои се занимаваат со дејност од времен карактер. Физичките лица како што продаваат, значи пуканки, палачинки, кафе, сокови, значи тие физички лица кои би учествувале на овие манифестации и без оглед дали се однесува само на манифестациите или секојдневно продават на улиците повремено, значи месец, ден, имат обврска до Управата за јавни приходи да поднесат барање за паушално плаќање на данокот на личен доход. То барање едноставно се пополнува име, презиме, матичен број и задолжително се чекира дека барањето се однесува за времен карактер. Значи, колку денови ќе биде, за толку треба да биде напишано во барањето. Повртно, Управата за јавни приходи издава решение од времениот карактер. Со тоа решение право добива и налог за плаќање, кој физичкото лице има обврска да го плати одредениот данок. Значи, повторно сакаме и апелира Управата за јавни приходи, сите даночни обврзници, сите физички лица, нивните обврски да ги исполнуват, односно да бидат усогласени согласно даночните закони. Најмалку Управата за јавни приходи сака да се соочи со непожелелните последици. Доколку физичките лица не поднесат барање за паушално плаќање на личниот данок, Управата за јавни приходи ќе им изрече парична казна во вредност од 50 до 250 евра во денарска противвредност. Правните лица, ако не издаваат фискална сметка, ќе се соочат со глоба од 300 до 10.000 евра во зависност од тоа како е регистриран субјектот. Општина Кочани објави јавен повик за формирање иницијативен одбор за конституирање на локално собрание на млади. Крајниот рок за поднесување на пријавите е до 4 октомври. Општина Кочани го распиша јавниот повик за формирање на иницијативен одбор за конституирање на локално собрание на млади, кој представува неформална група со цел да се консултираат младите и да се застапуваат нивните интереси во Советот. Иницијативниот одбор треба да биде составен од 5 члена, жители на општината на возраст од 15 до 29 години. Мандатот на членовите трае до одржувањето на конститутивното локално собрание на млади. Јавниот повик е упатен до формите на организирање и здружување, кој ги предвидува Законот за младинско учество и младински политики, како што се младински организации, политички подмладоци, ученички организации, студентски организации и други облици на младинско здружување, кои не мора да бидат регистрирани во општината, но мора да имаат активности на територија на општина Кочани и сакаат да учествуваат во основањето на локалниот младински совет. Документи кои треба да се достават се пријава за номинација,
портфолио на организацијата, групата или здруженијето, извештај за работата на младинската организација за 22-23 година или друг документ во кој се наведени реализираните активности, писмо со номинација за член во иницијативниот одбор и контакт за информации, кратко мотивацијско писмо од страна на номинираниот член и кратка биографија, изјава за согласност за користење на личните податоци. Крајниот рок за поднесување на барањата е до 4 октомври, а тоа може да се направи на мејлот или на адреса на општината. Комуналното јавно претпријатие Водовод го повторува огласот за издавање на просторот за одржување на традиционалниот кочански панаѓур. Според најавите, годинава манифестацијата ќе се одржи од 17 до 20 октомври. Комуналното јавно претпријатие Водовод го повторува огласот за издавање на просторот за панаѓурот, а почетната цена на лицитацијата за отстапување на правото за организирање е 1.700.000 денари. Со повикот се покануваат сите заинтересирани правни субјекти да се пријават за учество на наддавањето што ќе се одржи во вторник, 1 октомври, во просториите на претпријатието. Субјектот што ќе ја понуди најповолната понуда ќе се стекне со правото да го издава просторот на улицата Скопска. Според условите во огласот, учесниците не треба да имаат никакви финансиски обврски кон Водовод и претходно да уплатат 10% од почетната цена. Минималниот праг на наддавањето изнесува 10.000 денари, а на сумата што ќе се постигне на лицитацијата, закупецот ќе има обврска да плати и 18% данок на додадена вредност. Сумите се уплаќаат на денот на наддавањето или најдоцна наредниот ден. Доколку на лицитацијата не се пријават заинтересирани лица или пак истата биде неуспешна, тогаш организирањето на панаѓурот ќе го преземе комуналното јавно претпријатие. Од страна на Водовод како закуподавач на просторот има обврска да ја подготви локацијата за непречено организирање на панаѓурот, односно да изврши монтажа на бараки за угостителска дејност, да обезбеди електрична енергија и осветлување за бараките и другите површини на панаѓурот, како и да обезбеди вода и санитарни јазди и редовно чистење на отпадоците додека трае манифестацијата. Според најавите, годинава традиционалниот кочански панаѓур ќе се одржи од 17 до 20 октомври. Подетални информации во врска со повикот може да се пронајдат на официјалната веб страница на комуналното јавно претпријатие Водовод. Во просториите на Општинската организација на Црвениот крст во Кочани се одржа септемвриската крводарителска акција, на која крв даруваа 35 лица. Мотото на активноста гласише «Донирај крв, биди причина за насмевка на многу луѓе». Практиката за дарување крв секој последен четврток од месецот продолжи и во тековниот. На септемвриската крводарителска акција крв даруваа 35 лица, при што крвните резерви ќе бидат наменети за потребите на здравствените установи во државата. Мотото на активноста гласише «Донирај крв, биди причина за насмевка на многу луѓе». Општинската организација на Црвен крст Кочани денеска реализира 13-та поред крводарителска акција што се реализира секој последен четврток во месецот во просториите на Општинскиот Црвен крст. Истата се реализира со поддршка на екипа од Институтот за трансфузионна медицина од Штип. Акцијата е, како што кажав, 13-та поред. Во следниот период, според годишниот план за крводарување, се предвидени да се реализираат вкупно 19 крводарителски акции, дел во редовни 12 планирани акции во просториите на Општинскиот Црвен крст, 3 крводарителски акции во соработка со Оделението за внатрешни работи од Кочани, крводарителски акции со младински крводарителски акции со организирани во соработка со средните училишта во Кочани, како и крводарителски акции со приватни компании. Воедно ја користиме приликата да се заблагодариме на сите крводарители кои денеска даруваа крв и помогна во обезбедување на доволно количество на крвни продукти и резерви. Заинтересираните граѓани крв може да даруваат секој понеделник и четврток во службата за трансфузионна медицина во Кочани или секој последен четврток во месецот во просториите на Општинската организација на Црвениот крст. Фудбалерите на Осогово на домашен терен доживеа нов пораст од 1:3 од екипата на Детонит Плачковица од Радовиш. Следното коло жолто-сините ќе го играат дома со Борец.
Нов пораз на домашен терен доживееа фудбалерите на Осогово во првенството на втората фудбалска лига. Во заостанатото четврто коло што се одигра во средата, жолто-сините на стадионот Никола Мантов загубија со убедливи 3:1 од екипата на Детонит Плачковица од Радовиш. Иако први дојдоа во водство уште во четвртата минута со погодокот на Ливарека и најавија дека ќе се борат да ги освојат трите бода, домашните фудбалери во одбраната одиграа слабо и им дозволија на гостите заслужено да се радуваат на победата. Радовишани имаа неколку шанси да го изедначат резултатот, а тоа им успеа во 34-та минута со голот на Христов. Неколку минути подоцна Осогово не искористи пенал за да дојде повторно во водство, пошто се замина на пауза. Во второто полувреме гостите продолжија со нападите кои им донесоа нова радост во 56-та минута со погодокот на Настевски, со што тој ја доведе својата екипа во водство. Неколку минути подоцна Осогово имаше неколку 100% шанси да изедначи, но гостинскиот голман Јовановски успеа да ја сочува мрежата. Надежите на домашните фудбалери да освојат барем бод пропаднаа во 85-та минута, откако по досудениот пенал за Детонит Плачковица Трајковски беше прецизен и ги потврди трите бода за својата екипа. Со само 2 бода и најслаба гол разлика, жолто-сините во моментот се последни на табелата. Во следното 6-то коло во Кочани ќе гостува тимот на Борец од Велес, кој со само 1 бод повеќе исто така е на дното. Почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Довидување.